Оваа пресконференција е свикана по повод можеби најопасниот преседан кој што ни е сервиран од оваа власт наспроти секојдневните преседани кои што ги имаме. Значи јас зборувам за пуштање на контраверзниот закон за државјанство во собраниска процедура со европско знамење, значи преку Комисијата за европски прашања. Значи зборуваме за закон кој што беше донесен позади затворени врати од Алијанса Алтернатива заедно со СДСМ, кој што тој договор беше издействуван преку блокада собранието и самите Алијанси Алтернатива се фалеа дека ќе пумпаат, не знам, 70 до 80.000 државјанства со овој закон баш пред пописот. И сега, значи имаме ситуација каде што овој закон беше на Комисијата за одбрана и безбедност, беше блокиран од левица со барање да се одржи јавна расправа каде ќе биде вклучена стручната јавност, и сега власта на очиглед на јавноста го враќа назад и го пушта со европско знамеце само да помине шверцерски без да имаме можност, значи ние да кажеме било што, тоест не става пресвршен чин. Како е можно еден закон до вчера да не бил со европско знамеце, сега одеднаш да стане со европско знамеце, сега одеднаш да мора да се усогласуваат некои си европски регулативи, значи такво нешто е невозможно, тоа е на очиглед на целата јавност, на подсмевање практично, посебно и со стручната јавност. Што е ситуацијата со законот? Значи, најголемиот проблем, законот ја крши Европската конвенција за државјанства, кој што ние како држава ја имаме ратификувано. И ние имавме не знам колку гостувања, колку пати зборувавме, покажавме и докажавме зошто овој закон, зошто ваков системски закон не се носи у ниедна држава позади затворени врати, туку мора со јавна расправа, посебно во ваква држава каде што се етничките заедници толку поларизирани, ја би рекол. На ваков начин шверцување на овој закон представува кривично дело. И тоа кривично дело за сите подписници во целата фаза на законот како што ќе иде у процедура. Значи, почнувајќи од Министерството за внатрешни работи и од таму ќе биде подписот на министерот Оливер Спасовски, понатаму подписот на премиерот Заев како предлагач од владата, председателот Џафери кој што треба да го пушти во процедура и на крај дури и председателот Пендаровски кој што треба нели да го потпише указот. Сите тие подлежат на кривична одговорност и треба да внимаваат што прават. Ние деновиве сме во изработка и на специјален закон, тоест на дополнување на кривичниот законник, каде што оваа веќе толку зачестена злоупотреба на европското знаменце ќе направиме и кривично дело кое што ќе биде казниво до 5 години. Тоа вчера го објави и председателот Тапасиев. И сега, кога сме во ситуација каде што оваа власт не застанува, значи ништо не може да ги сопре. Значи имаме ситуација каде тие ветуваат дека нема да има или ќе имат мал број на закони во скратена постапка, над 80% од законите се скратена постапка. Ја како пратеник кој што го говорам само македонскиот јазик, сум дискриминиран во ова собрание од самоволието на председателот Џафери. Значи ја не добивам веќе материјали на македонски јазик, само на двојазично моето име се преведува таму на не знам на латиница, на албански, значи не знам ни точно. Злоупотребата со европско знаменце ево зачестува, на крај крајава зашто сите закони да не ги пуштат со европско? Ние обзнануваме дека од денеска почнуваме со слично на Алијанси на Алтернатива, бидејќи оваа влада очигледно само јазикот на силата го разбира, ние од денеска почнуваме со целосна блокада на собранието, тоест со блокада на сите закони кои што се предложени од мнозинството, тоест од пратеници од мнозинството и од владата. За целосна парализа на собранието, за овие три работи што реков, пуштање закони ускратена постапка, дискриминација на неалбанските пратеници и да се заузда ова злоупотреба на европското знамеце, заради тие три работи, тоест враќање на уставниот поредок практично во ова собрание, значи воспоставување некои правила на игра, ние од денеска почнуваме со целосна блокада до парализа на собранието. И бидејќи, интерпелацијата која што неделовнички ни ја врати председателот Џафери, поднесоме со ВМРО да помене, знаеме дека овие работи воопшто не им се допаѓаат и на најголемата опозициона партија, јавно ги повикуваме, заедно со нас, те имат многу повеќе институционални можности од нас, можат да го доведат собранието да го блокираат многу полесно и со 8 пратенички групи и така натаму, така да ги повикуваме и нив да ни се придружат за да воведеме некој ред во законодавната институција.